заколнувам дека ќе се борам со сите свои сили за слободата на Македонија. И дека ќе го дадам и својот живот ако треба во борбата за целите на организацијата. Нека бидам убиен од овој револвер и оваа кама што ги целивам, ако ја прекршам светата заклетва. Нека бидам убиен од овој револвер и оваа кама што ги целивам, ако ја прекршам светата заклетва. Слобода или смрт? Слобода или смрт? Обновувајќи ја комитската активност, Централниот комитет на Внатрешно-македонско револуционерната организација на 11 јули 1920 година изработил посебна директива за дејноста на организацијата во Вардарска Македонија, која што тргнала од следната цел. Целта на организацијата останува иста: извојување на слобода под форма на автономија или независност на Македонија во своите етнографски и економски граници.
Во 1922 година тие формирале нова организација. Македонска федеративна револуционерна организација. Тие исто така формирале Централен комитет и задгранично представништво. Раководството на МФРО во декември 1922 година излегло со проект Устав и со повик до македонското население, во кое објавиле извојување на слободна и независна Македонија како рамноправна членка на Балканската федерација преку оружена и смела борба.
По убиството на Тодор Александров настанала криза во редовите на организацијата. Покрај уставно избраните членови на организацијата, на Централниот комитет на внатрешно-македонско револуционерната организација, Александар Протогеров и Петар Чаулев, во организационите работи директно се вклучил и Иван Михајлов, кој се прогласил за наследник на Тодор Александров и нов вожд на организацијата.
Со воениот преврат на 19. мај 1934 година, дејствувањето на Михајловистичката внатрешно-македонско револуционерна организација било забрането во границите на Бугарија. По превратот, Михајловистичката внатрешно-македонска револуционерна организација престанала формално да действува, изгубувајќи улогата на значаен фактор во внатрешната политика на Бугарија. Немањето на неопходни финансиски средства ја приморале протогеровистичката внатрешно-македонска револуционерна организација да бара нови, надворешни сојузници пред се кај југословенските власти, кои биле заинтересирани да ја ослабат Михајловистичката внатрешно-македонско револуционерна организација и затоа ја прифатиле како единствена можност и сила што можела успешно да му се спротистави на Иван Михајлов.
Во почетокот на јуни 1927 година, соопсењето на раководството на Македонската младинска тајна револуционерна организација било прекинато функционирањето на овие младински организации, со што бил ставен и крајот на нивното действување на вардарскиот дел на Македонија.